Довербата во избирачкиот список е едно од главните прашања на кои што денеска во студиото на Република ќе се обидеме да дадеме одговор. Јас, како водител на ова интервју, и мојот гостин Субхи Јакупи, член на Државната изборна комисија од редовите на Демократската унија за интеграција, инаку член на Државната изборна комисија веќе 10 години и експерт, доктор за изборни нерегуларности на парламентарни избори. Господин Јакупи, добре дојдовте во студиото на Република, каде што веќе најавив, довербата во избирачкиот список е едно од главните прашања на вашата работа во оваа криза која што трае веќе 2 години. Имено, повеќе од 2 години фактички е процесот во кој што македонската опозиција го оспорува избирачкиот список, барајќи образложувајќи ги своите изборни резултати. Па, дали низ овој процес на континуирано чистење, па застанување, па едни подготовки на избори, па уште едни подготовки на избори, како генерална проба ви дојде тоа сега, ако малце на шега го завртиме разговорот, дали сега, конечно, довербата во избирачкиот список ќе може, ете така, да се врати нагло, како што и се загуби во овој процес? Вака, јас за да зборам за ова тема, за доверба на избирачкиот список, тоа исто како да земаме еден пример, довербата се стварува или треба да имаш такав менталитет за да може да бидеш и да имаш доверба во некоја, како ми во Балканот кога немаме довербени на своји жени, некогаш кажуваме демек како е да имаме доверба. Довербата е една да кажеме внатрешна на сите нас во што живееме во овие простори, што некогаш ние немаме доверба ни на никој. Така да испадна и во избирачкиот список, што го спорувале сите актери што учествуваат во овој процес, да кажеме политичките партии, од самостојувањето на Република Македонија и навамо, од 90-та година кога организиравме за прв пат парламентарни избори, се до 2016 година. Така да го споруваат и тоа политичките партии кои се во опозиција, кога губат, меѓутоа кога доаѓат на власт, различно, значи имаме толкување и тогаш има доверба. Така да ние овде прво да смениме менталитетот дека ние мораме да веруваме на институциите. На институциите на државата која ние ги создадавме и во тие институции се вклучени лица кои значи ја водат или ја вршат работата професионално. Едно од тие институции кон кои што е ставен фокусот така е Државната изборна комисија, во која што има членови на политичките партии. И повторно, дел од политичките партии, чии што представници се во Државната изборна комисија, па и раководат согласно законските норми со таа Државна изборна комисија, повторно создаваат еден таков впечаток или чувство на кое што се повикувате, дека треба да постои недоверба кон избирачкиот список. Од тука би споменал половина милион непостоечки гласови, односно фантоми, па 300.000 непостоечки гласови фантоми, па 200.000 непостоечки гласови фантоми, па повторно 350.000 фантоми. На крај се сведе на 39.520 гласачи кои што треба на некој начин со активна регистрација да останат или да не останат во тој избирачки список. Ја прво сакав да елаборирам дека како овој јавен документ се создава. Овај јавен документ е многу битен, а овај јавен документ исто така ние како Државна изборна комисија сме во корелација со Министерството за внестрани работи, кој води регистар на државјани Република Македонија, кој исто така издава лични карти или патни справи за тие граѓани и исто така доделува живеалиште на граѓаните кои живеат во Република Македонија. И од тука ги црпиме сите податоци за
ние да правиме избирачки список кој ги исполнуваат услови да бидат во тој изборачки. Кој ги исполнува условите? Со устав и со закон, тие се знаат дека граѓанинот на Република Македонија кој има над 18 години, поседува валидна лична карта или патна исправа, има право да биде во избирачки список. Всушност треба да има државјанство на Република Македонија. Македонија. Точно така. Значи, ова е гарантирано со меѓународни правни акти на секој граѓанин за да има да го оствари своето право на глас. Државна изборна комисија од 2015 година, крајот на 2015 кога сме избрали нов состав, е компонирана со тројца експерти, председател и потпредседател, исто така од редовите на експертите, тројца од позиција и тројца од опозиција, за да немат влијание во некои што можат да оспоруваат овој документ, а исто така за да се створи ова што рековте вие во почетокот на оваа емисија, дека да се створи доверба. Значи, тројцата експерти се најкомпетентни за да може да се створи довербата. Исто така, тројца од опозиција кои прво се професионалци па после партиски, а исто така и од позиција прво се професионалци па после партиски, за да може да се има доверба на овој избирачки список, со која веќе се работи 8 месеци на ова проблематика. Исто така имаше методологија која таа методологија давале сите 4 политички партии согласност. Работена врз основа на тие методологии. Исто така Државната изборна комисија за да го створи довербата вклучи во работата на прешествување на избирачки список меморандум за соработка со ИФЕС, меѓународна организација за изборните како да кажам изборното право. Имавме меѓународен експерт кој го води со 4 експерти од политички партии за обработка на податоците на спроведување на методологијата и нивната работа е многу значајна, со која давале и резултати. Така да сега се наоѓаме во една состојба со која 4 политички партии и после тоа што е усвоен извештајот со мнозинство од членовите на Државната изборна комисија, пак од опозицијата немаше некоја доверба дека вака како што е избирачкиот список, има податоци дека не се да кажеме во тој домен како што е спроведена методологијата и 4 политички партии со анекс договор на Пржинскиот договор направиле уште 39.502 гласачи да се проверат уште еднаш, за да можат тие да се пријават за 25 дена, тоа што ќе трае сега до 19 август. Ова се новите рокови, фактички. Новите рокови, за тие да се пријават, за да можат да го докажуваат вистинитоста на тие податоци и ако не се пријават, значи нема да бидат во избирачки список за овие избори, но има уште еден додаток на временски период од 15 дена кога ќе биде јавниот увид пред изборите. Исто така овие граѓани кои немат сега да се пријават, ќе можат да го искористат правото пак да се пријават тие денови, 15 дена, за да може да бидат вклучени во избирачкиот список. Само накратко ќе ве прекинам. Овие 39.520. Да. Од нив, сега кој ќе се пријави, значи таа разлика што ќе се направи, повторно ќе се најде. Тие остануваат во избирачкиот список. Другите ќе ги има во тие 15 дена пред изборите? Тие Или ќе ги нема, па ако се пријават ќе се појават? Тоа ќе биде сега, бидејќи во моментот така ни е дадено, значи треба се пријават и кои нема да се пријават, нема да бидат вклучени во избирачкиот список,
Значи може тие сега со одлука на ДИК да бидат тргнати и во време на тие 15 дена пак ДИК треба да спроведе кампања за кои се тие што не се пријавиле за овој период, за да можат Значи да некако да го посебен искористат. список како што е сега, Не, туку на целата листа. На Ако целата ве нема, листа. може да се пријават. Така. Многу ме интересира една работа. Во овие две генерални проби, ајде да ги наречам така, што требаше да се случат изборите во Република Македонија, па беа одложувани со политичка одлука. Дојдовте до една бројка во која што избирачкиот список немало да се намали, требаше да се зголеми согласно бројот на државјанства родени, полнолетни и малолетни во Република Македонија. Се појави еден список од тие така наречени фантоми кои што требаше да се проверува. Сега повторно од сите обвинувања дојдовме до истата бројка 39.520 гласачи кои што треба да се проверат. Многу ме интересира како дојде до тоа. Еве, најголемите ќе ги спомена. Професорката Најчевска, сестрата на подпредседателката на СДСМ Шекеринска да се проверува. Поранешниот подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз Гордан Ѓоргиев да се еве, ова се само така, три така. примери. Што фактички недостасувало таму? Видите, методологијата со која за проверка и прочистување на избирачкиот список беше избирачкиот список да се вкрсти со база на податоци на 10 институции кои водат регистар на граѓани кои се осигурани, дали тоа е здравствено осигурување, дали пензиско осигурување, дали тоа е катастар, дали тоа другите институции што водат вакви податоци, за да може да видиме нивното вклопување се со која од избирачкиот список со овие бази на податоци. ДИК усвои со како да кажем со тој меѓународниот експерт од ИФЕС заедно со 4 представници од политичките партии кои направиле над 32 прашања како може да ги проверат граѓаните. И беа некои прашања што може нелогични, но ние ги усвоивме така за да можеме да го исцрпиме ова дека во Македонија постојат фантомски гласачи или постојат реални гласачи. Така да на тие експерти му дозволивме за да може тие прашања да бидат вклучени во ова прочистување на избирачки список, со кои имаше прашања, значи во една куќа ако живеат повеќе од 20 мина, треба се проверат сите, без разлика дека тие имат документи, тие немаат никаква друга пречка, но да ги провериме дали тоа е како тие живеат во една куќа на 20 и може се појавува дека се тие, да кажеме во наводници фантоми, некои може да се појави. Или во еден стан повеќе од 8 мина, или после тоа имаше варијации на презимиња во една куќа над 10 што живеат со различни презимиња. Потоа во еден стан над 6 со различни презимиња и така натаму. Значи разни прашања која произлегувале дека како ние да најдеме дека може овие не живеат или воопшто не постои некоја зграда, а се наведени во таа зграда дека постојат и така натаму и така натаму. Ние во цела ова состојба најдовме недостатоци на обработка на овие податоци кои ги издават, системот на урбанистичко планирање, уште има проблеми со имињата на улиците и така натаму, со измените што прават сега општините со новите надлежности, со децентрализацијата и така натаму и така натаму. И има разни начини на која е дојдено до ова состојба, со која со ова сега се мисли дека сите овие што произлегува со некоја недостаток на различни вакви што реално може да се десат, дека овие граѓани се фантоми. Така да тоа беше една нелогична интерпретација и брза
интерпретација и на разни експерти и на разни не знам што и не знам што дебатират, иако што не ја знаат добро ова проблематика. Така да ние се обидуваме како Државна изборна комисија да објасниме како излезено овие што рековте, вие ги наведовте познати личности. Значи вака, на пример, во куќата на некој живел на пример некои други, сега ја продавале, па уште тие не ја смениле адресата, сега овие што ја купиле измениле адресата и се стави на овој и излегува дека на овој стан живеат повеќе од 10 мина, повеќе од 20 мина и така натаму. Така да ова не се овие луѓе фантоми сега. Овие се луѓе реално, но не постапиле врз основа на закон што треба во време да променат адреса, да променат другите податоци што треба да биде. Така да во ова состојба сега се наоѓале во разни прашалници, се наоѓале за да излезат дека имат некои неточни податоци во самите овие гласачи кои се реални гласачи, а не може да ги ставиш во гласачи кои се спорни и се овие фантоми. Така да мислам дека треба сега трпение за сите овие да се слушаме добро, да објасниме начинот на кој е дојдено, така да мислам дека полека ќе дојдеме во една реалност. Ние во Македонија, јас сум го кажал и пред да почнеме со овој податок, од моите анализи научни што сум ги правил, јас имам земено сите статистички податоци од 90-та година како бил избирачкиот список, како се зголеме од циклус на избори и сега до ова состојба. Исто така имам земено од Министерство за внатрешни работи и колку регистар на државјани Република Македонија има, колку има над 18 години и мислам дека овде не може да кажеме дека се работи за фантоми гласачи што не постојат, него овде има значи проблеми во урбанистичките измени на плановите, уредување на улиците и така натаму, со регулирање на живеалиштата во секој случај, со која доаѓаме во вакви значи спорни што се појавуваат, а тие се реални гласачи. Значи тие поседуваат лична карта или патна исправа валидна. Ние 2013 година Државна изборна комисија ги исклучи од избирачкиот список над 120.000 гласачи кои немале валидна патна исправа или лична карта. И никој не се жалил и тогаш и беше многу кажено тогаш од разни научни експерти и така натаму дека ДИК направи значи неуставна одлука е донесена што ги избриша, него не ги запишал овие избирачи. Така да законот е јасен дека само тие што поседуваат валидна патна исправа или лична карта, тие може да бидат вклучени во избирачкиот список без разлика дека имат државјанство. Така да мислам дека Државната изборна комисија легално, правно работи врз основа на закон, врз основа на устав. Но мислам дека медиумите, потоа разни аналисти кои толкуват поинако, без да ја знаат добро ова материја, мислам дека и актери, не сите од политичките партии, давале допринос за да нема доверба во овие податоци. Така да мислам дека сега веќе се разјаснite многу работи. Веќе Државна изборна комисија 8 месеци работи на ова проблематика, јавно, транспарентно, со вклучени представници од меѓународната заедница во самиот ДИК
Исто така сега ги повикаме сите представници на амбасади кои се интересирани, потоа на ОПСЕ ОДИР, бидејќи ОПСЕ е тој што дава проценки, сега го повикаме исто така, за да биде јавно, транспарентно и да дознаат со проблематиката која ја имаме во Република Македонија. Бидејќи овој документ е многу значајно за да организираме фери демократски избори, но за да се врати довербата, за да има фери демократски избори, не е само избирачкиот список. Апсолутно. Значи тука има ред други фактори кои влијат на нерегуларности или за да имаме фер демократски избори и кредибилни за да бидат тие. Мислам дека таа лекција сме ја научиле оние други фактори што беа, затоа и беше така да ако направиме споредба на избирачките. Со ова што веќе реков, сега е вклучен исто така пак ИФЕС со апликацијата која вршиме до 19 август. Тие се одговорни за оваа апликација, соработуваат со нас, ние му даваме сите податоци и исто така тие да бидат одговорни со представникот нивен експерт кој ги координира и 4 од политичките партии за да има доверба во процесот. Јас сега веќе и ги повикувам и тројцата експерти што се кај нас да бидат повеќе вклучени во сите овој процес и да бидат повеќе пристапни во медиумите, во сите сфери, за да може да му се дава доверба, а не само ние што сме представени од политичките партии. Од редот на експертите и од председателот. Значи, двајцата клучни... И Република јавно го повикува, еве, да дојде тука на едно интервју, бидејќи до сега не сме успеале да го добиеме на интервју заради неговата презафатеност. На сите медиуми треба да бидеме присатни, за да може да имаме доверба во... Сега, ќе ве прашам во однос на тоа што господин Чичаковски, кој што е од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, тоа не е тајна, е од редовите на експерт и ја предводи Државната изборна комисија. Вие кажете. Во однос на експертите кои што беа предложувани, еве, малку ќе излеземе од темата чисто за да направиме една споредба. Од редот на експертите кои што требаше да влезат во таа преодна влада која што требаше да ги организира изборите, беше господин Спасовски, генералниот секретар на СДСМ, кој што како министер за МВР од таа позиција побара да бидат избришани 138.000 гласачи кои што имаа право на глас. Па вие како членови на ДИК реагиравте, дури писмо му испративте дека не може да биде исто живеалиште со државјанство, дури и му го објаснивте законот. Така ли ќе ги, тоа ли се експертите кои што гледат по партиска линија, односно какво е однесувањето на експертите во Државната изборна комисија? Видите, јас сум долго време тука, меѓутоа сега е поинакво, бидејќи се работи и со нови надлежности на ДИК и ваква рекомпонирање на ДИК. Значи, ова што вие нарекувавте, ние не можеме да работиме на бројки што се дават од било дајле и од министер, од институциите, ние тие ги обработуваме врз основа на изборниот законник. Значи, во изборниот законник нигде не е наведено дека секој гласач ние да провериме дали му е валидна патната исправа или личната карта, дали му е тоа живеалиштето, дали или основот како стекнал живеалиште, или основот како стекнал патна исправа или лична карта, или државјанство. Така да тоа е во надлежност на Министерство за внатрешни работи, како ги издавал тие документи, и тие документи за нас се валидни што доаѓаат од институциите. Ова што наведуваше министерот дека за тие 139.000 немат лични карти, него имат само патни исправи,
Јас мислам дека тој може да каже така, меѓутоа тој како министер, а него Колективно толкова, како тело а него реагиравте толкова изборниот како законник. притисок врз работата на државната изборна Бидејќи комисија. него толкова изборниот законник. Одредбата на изборниот законник е чиста и јасна. Граѓанинот кој има право да биде во избирачки список, што поседуваат валидна патна исправа или лична карта. Значи, едниот од документите. Нас не ни интересира дали нема лична карта, дали има лична карта. Значи, еден од документите за да има, за да може да биде вклучен во избирачкиот список. Мислам дека тоа е јасно и гласно, дека ние интерпретираме одредбите од изборниот законник и затоа Државна изборна комисија има надлежност да го спроведе избирачкиот список, а токму за овие може да толкува Државната изборна комисија. Значи, ако сакаме ние да ги ставиме и овие што 52.000 што немаат лична карта или патна исправа, тоа може само спротивно законот да постапиме, тогаш значи Државна изборна комисија прави кривично дело. Така да, ние како Државна изборна комисија се фокусираме децидно да интерпретираме одредбите од изборниот законник, без разлика дека некој може да се согласи нема и него, затоа постои со мнозинство гласови, но ние се обидуваме секогаш да имаме и консензус во нашата работа, меѓутоа работата на Државна изборна комисија не е посветена да работи на консензус, е посветено со мнозинство гласови. Значи, Вие ги повикавте незадоволните од избирачкиот список некаде на почетокот на мај, меѓу другото и вашите колеги од Државната изборна комисија од редовите на СДСМ Виолета Дума и Игор Милев да достават причини или предлог како да се поправат состојбите доколку се незадоволни имаат забелешки на на избирачкиот список, односно она што е ваше дело како тело. Дали доставија таков список? Доказ зошто се незадоволни и што треба да се смени? Не. Знаете вие дека нашите состаноци се јавни. Значи, нас не следат медиумите, ние ги повикаме, не следат јавноста, не следат сите што работиме, за да има и таа доверба да се стекне. Меѓутоа, ние некогаш правиме штета на себе си, кога некогаш дебатираме за нешто што е уредено. Добро, значи разговараме за двајцата членови на СДСМ и председателот Чичаковски кој што него подпиша завршниот извештај за проверка на гласачите во мај. Нивно право за да не го да не го прифатат или да го споруват, нивно право, меѓутоа Државна изборна комисија реков дека работи со мнозинство, така е законот. Така да јас бев убеден во работата на Државна изборна комисија што работи и јас пак сум убеден во ова проблематика. Меѓутоа некој може ќе кажат овој или не слуша или не гледа. Зашто како може да биде убеден кога има вакви нерегуларности. Меѓутоа ова за избирачкиот список не дека има нерегуларности, ова е точни податоци со која мислам дека се докаже дека се точни податоците. Колкава е промената од мај до сега, што да речеме, тогаш не го подпишале и не го прифатиле завршниот извештај за проверка на гласачите, а сега би го прифатиле? Па, вака, ова сега е договор помеѓу 4 политички партии. Сигурно и тие анализирале. Дали неприфаќањето на членовите на ДИК и на председателот на ДИК значи дека е резултат на политичко дејание во ДИК или е како експерт во Државната изборна комисија? Па сега, јас не би може да го тврдам тоа. Значи, интенцијата на повеќе на овие 39.502 и 171.000 за да се стави во посебен избирачки список беше токму на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ние сме имале неколку средби заеднички со Државната изборна комисија и представниците на политичките партии за да ги укажуваме на состојбите и така натаму.
на крај, значи, произлезе дека треба да има измени и дополнување на изборниот законник, за да може ДИК да спроведе ова што е донесено со измените. Така да Државна изборна комисија сега е во таа улога што исто така ќе имплементира овие одредби и на крај ќе излеземе пак со резултат. Така да мислам дека и тие членови што беа против ја потврдуваат дека ова е една реалност на избирачкиот список. Знаете зашто? Ве прашувам за овие работи бидејќи да се вратиме на довербата. Тоа е нивно. Да се вратиме на довербата. За да се вратиме на довербата, за да овој избирачки список треба да застанат сега сите. Ние треба да допринесеме сите. Меѓу другото, и 20 членови на СДСМ и експертот. Јас сум предложен од ДУИ во ДИК, меѓутоа прво сум професионалец, а после политички. Значи, и вашиот колега... Политичката партија моја треба да верува на мене тоа што го укажувам и го кажувам. И треба да стоим на таа истина. Ако не му се допаѓа на политичката партија, тие нека најдат поинакав алиби за да спорат. Обратен е процесот, токму тоа. Така да мислам дека тоа е веќе треба да се фокусираме на професионалност и треба да го кажеме таа што е реално. Без разлика дека може и на мојата политичка партија нема да му се свиѓа, меѓутоа реалноста е реалноста. Постои професорката Најчевска. Значи не може да кажем дека е фантом. Апсолутно. Тоа е проблем. Значи, или сега од тогаш сум кажал дека вака ќе испаднат повеќе, ќе бидат спорни албанци него бидејќи живеат надвор од земјата, имат многу што живеат во рурални средини, што не ги немат регулирано начинот на општините, разни пропусти имат и ќе излезат дека се повеќе тие се спорни. Така да мислам дека не ги делиме сега ние граѓаните на етничка линија, меѓутоа мислам дека за сите проблемот е ист, но треба да го вратиме тоа дека и да не го употребиме овој зборот фантом. Тоа е многу навредливо и што не постои. Знаеш што е да правиш фантом човек? Тоа треба да му на непостоен лично човек да му издаваш ова прво државјанство, па после да му издаваш лична карта, патна исправа, па живеалиште и не знам што и не знам. Кој би смеел таква институција да прави ова нерегуларност? Така да мислам дека ова веќе е надминато и сите треба да веќе да не го употребиме овој збор дека постои во Македонија фантомски гласач. Ајде да ги елаборираме и овие 170.000 кои што ќе бидат обележени со звездички. Тоа се оние кои што ќе избираат дали ќе гласаат во Република Македонија или ќе гласаат вон. Овие 171.000 произлегувале од овие 32 прашања што беа, исто така, и на ним произлегува дека не се наоѓаат во неколку бази на податоци. После тоа имавме некои прашања после 1.7.2015 година кои не направиле веќе трансакциони, сметки, уплата, не знам што, од надвор некој му пуштил пара и дека се смета дека се наоѓа надвор од земја повеќе од 3 месеци, повеќе со сомневања, а не со реалност. Меѓутоа, добро. Се договори политички партии за овие избори, овие 171.000, за да ги стават во посебен избирачки список, извод од избирачки список, за да има повеќе избирачкиот одбор внимание за да не се прави злоупотреба на глас на овие гласачи или да не гласа некој друг наместо овие гласачи, а кога ќе бидат во посебен избирачки список, избирачкиот одбор ќе внимава да не доаѓа некој друг за да гласа наместо нив. И овие гласачи сега ќе имат право, значи, да гласат надвор од земја ако се пријавуваат во време кога ќе биде повикот, или истите ако не се пријавуваат да гласат надвор од земјата, да гласат во Република Македонија. Меѓутоа и ова листа не е дека реално
ова бројка дека живеат надвор од земјата. Ја имам многу мои студенти што предавам во факултет, тие се наоѓаат во ова листа заради тоа што биле 2 месеци работеле негде привремено, па сега веќе не работат и сега произлегува дека се тие може се наоѓаат надвор од земјата. Ке влие ли оваа бројка од тие 170.000? Тој посебен список. Ке влие ли на локалните избори? Не, бидејќи овие одредби важат само за овие избори, за да се враќа Значи, до вербата. не само за парламентарни, него само за овие избори сега. Само за овие избори сега, за да се враќат до вербата, бидејќи овие гласачи не се спорни, овие гласачи не дека немат право на глас, туку за да има проверка повеќе и внимание избирачкиот одбор за да не се злоупотреби правото на глас. И после овие избори сите се враќаат на единствениот избирачки список и мислам дека тогаш ќе имаме како да кажеме да се свори и довербата во избирачкиот список. Така. Да се навратиме на оно што е ваша експертиза, изборните нерегуларности на парламентарните избори. На почетокот рекавме дека Македонија има долга историја, не само со изборни процеси, туку и процес на созревање и растење и сузбивање на тие нерегуларности, за да дојдеме до едни како што сака да ги представат скандинавски избори одржани во Република Македонија, каде што веќе нема пукање, веќе нема насилство, веќе нема кршење на кути. Од ваш аспект, може ли да направиме еден осврт на целиот тој систем? Па видите. И имајќи ги предвид забелешките кои што беа давани од меѓународните наблюдувачи, од ОПСЕ, од ИХР. Изборните регуларности не е само избирачко список. Тоа е основот со која мислам дека многу помалку влијание има избирачкиот список во изборните регуларности. Во изборните регуларности вие што имаме веќе искуство и јас направив анализа за 2006, 2008 и 2011 година за овие изборни регуларности. Повеќе значи има други фактори кои влијаат и не ги направиле изборните регуларности. До 2008 година имаше употреба на насилство, имаше употреба на разни значи начини кои ги правеле, па убиства сме имале, па значи со насилство. После 2009 и навамо, значи немаме такви, него имаме софистицирани нерегуларности, не со насилство, него со други начини на правење на изборни регуларности. Значи во таа анализа произлегува над 40 начини кои се прават изборните нерегуларности, а најмалку се спомнува избирачкиот список. Значи, бидејќи изборните регуларности повеќе познато веќе бугарскиот ВОЗ, познато е значи фалсификување на записници. Познато е, например, одење и кршење на кутии. Познато е начинот на полнење на кутии. Познато е начинот на кој го вршат преко самиот избирачки одбор, членови на избирачкиот одбор и така натаму, со која после тоа се покажа слабоста судството, обвинителството и покревање на кривичните пријави. И после тоа и овие што се покренале кривични пријави, па после тоа нема завршница во судството. И кога направив анализа на сето ова, значи од сите тие што беа покренети вакви дела, значи има само 10% завршница или има ефективни казни. И другите, значи, на вакав начин, ние ги научивме да се прават рецидивисти, овие што прават вакви дела. Заради тоа мислам дека веќе почна да се намали начинот на која се врши овие нерегуларности со која реков со насилство, а почна поинаков начин. Кај нас е познато и купување на глас
ако има социјални мислам такви личности во такви средини, ние ги делиме руралните и урбаните средини. Во руралните средини се употребуваат и овој начин на купување на глас со многу ефтино или со пари или со други работи или со ветување на вработување и така натаму. Мислам дека сега со овие измени на закони, не само изборниот закон, сега и другите закони, со измени и дополнување, со формирање на тела кои ќе бидат многу по-професионални, да го вршат работата, исто така со многу повеќе да кажем обука и на Министерство за внатрешна полиција кој директно е вклучено, обука на избирачките одбори и општинските изборни комисии. Овие избори знаеме колку се значајни за државата, Република Македонија, и мислам дека сега се надевам, сум уверен дека ако сите работиме на задачите кои ни се дават на секоја институција и политичките партии, кои се многу актери кои влијат на ова, мислам дека ние ќе успееме да спроведеме фер и демократски избори и кредибилни, бидејќи сме такав менталитет кога сакаме го правиме подобро и од скандинавските земји. Кога сакаме да не ја правиме работата како што треба, се споредиме со најнеразвиените држави. Значи не дека не можеме. Значи, видите, ние имаме индивидуалци, имаме и Нобелови награди што земале од Македонија. Имаме индивидуалци што се добри спортисти, се добри научници, се добри, значи ова општество има и капацитет, не дека нема капацитет. Меѓутоа, менталната склопка со која ние може да се прави и вака, сега треба да се фокусираме строго на регулатива. Ако почитуваме регулатива, ние ќе имаме подобри избори и во најразвиените земји. И мислам дека сме зрели да го правиме ова. Знаете вие овие 2 години колку е политичката состојба во Македонија веќе во некој начин толку беа спротиставени еден со друг и актерите на политичките партии и ги политизирале и тие што не треба да бидат политизирани. Меѓутоа сега се враќаме на една реалност и гледам кај младите луѓе дека сакат поинаква Македонија, поинакви институции и ама да докажеме реалноста. И мислам дека имаме капацитет за да достигнеме ова. Не дека јас сум сега во Државна изборна комисија, јас сум бил и од тогаш и сега и знаем значи што може да прави. Кога сакавме да имаме избори како што треба, ама кога се вклучат значи главните актери, тогаш не сме имали никакви проблеми. Ако му оставиме Државна изборна комисија да организира избори, таа регуларно правно правно ќе ги организира. Меѓутоа другите се факторите кои меѓу факторите кои што ги спомнувате. До сега неколку измени претрпел избирачкиот законник, изборниот законник. Имавме обележување на ноќи, што беше еден според мене како гласач големо уназадување во довербата во изборниот процес. Сега ќе имаме фотографии, ќе има можности за фотографии. Така. И ја на личната карта, да речеме лично, јас имам подолга коса. Дали тоа ќе ме спречи во изборите? Така, видите, се шегувам, но имаме сега баналните работи ни излегуваат на улица. Како ги кажеме, биометриски лични карти и патни исправи. Не се толку стари за да можеме да. Сега ова што и рековте вие точно така, че постои дека има. Меѓутоа и тоа ќе важи за овој еден изборен круг само? Не, ќе бидат за секогаш со
разговараме помеѓу нас. Значи, видиш, имаше проблеми во Косово, нарочито со жените кои носат шамија и така натамо. И сега е сликана без шамија, а сега носи и така напред, а не сака да ја вади за да може да се спореди со тоа, или на такви средини кај може да се употреба. Па тоа што викате, јас сум бил со долга коса, па сега сум или без брада или со брада и така натаму, со мустачи, без мустачи. Така да може ќе се појават и се покажа во некои земји дека има и вакви проблеми, но ние ќе го спроведеме за прв пат. Од сега не сакам да кажам дека нема да биде ефикасно, него мислам дека ќе помага за тоа што ние оспоруваме, бидејќи се научавме во Македонија и тој без никаква дамка да биде спроведено гласањето, ние сакаме ќе му дава на нешто само за да не биде окей. Така да сега треба да мислиме на позитивна смисла, да помагаме, бидејќи не е тоа нарушување на една. Тука се работи, значи, за прво за државата, се работи за сите граѓани кои спроведуваат и не се виновни за некоја нерегуларно што се прави. Било која нерегуларно што се прави, да се детектира на време, да се отклони и тој што го прави треба да се казни. И тоа од сите ги начнавме сите теми со кои што беше оспоруван и изборниот процес и изборниот список. Остана уште едно прашање кое што го остави за крај, затоа што и не мислам на широко да го елаборирано, тоа е пописот, попис, па потоа избирачки список. Едното со другото е поврзано или не е поврзано? Значи, ако имаме гледано негде во јануари месец една емисија што организира во 360 степени во Алса, и тогаш беше повикана на гости бивша директорка на статистика што бил во Република Македонија, а сега е меѓународен експерт за статистика што се водат вакви пописи на населението, и многу пластично го искажа дека пописот на населението нема никаква поврзаност со избирачкиот список. Пописот на населението се врши за резидентни граѓани кои живеат во моментот во Република Македонија. И тоа беше 2002 година, што тогаш пописот на населението резидентни граѓани имале 2.025.000 гласачи колку има. Додека државјани на Република Македонија, ние по податоците од Министерството за внатрешни работи имаме 2.468.000. Значи, ова е податокот со која се прави со избирачкиот список. Бидејќи избирачкиот список се води врз основа на регистарот на државјани на Република Македонија, а не на пописот на населението. И во пописот на населението влегуваат само резидентните граѓани во Република Македонија кои живеат во критичниот ден кога се прави пописот, додека другите што живеат над една година, тие не се водат во пописот на населението, туку тие се водат надвор од земјата. Таквите граѓани ние може имаме над 400.000 граѓани кои живеат надвор од земјата. И вака по сите овие податоци нас ни произлегуваат дека ние имаме диаспора над 400.000 граѓани кои живеат надвор од земјата, а тоа може само да го споредиш со регистарот на државјани на Република Македонија. И мислам дека сите тие што го поврзуваат пописот на населението со избирачкиот список немаат право, а тоа не го слушат и експертот што јас го реков, бидејќи тие се бават со ова материја, а јас исто така, без разлика дека сум од Државна изборна комисија, треба да веруват дека е вака. Јас сега го кажам и во ниво на еден научник, бидејќи кога ги слушам некои аналисти дека навакаме, ние само правиме конфузија. И мислам дека треба да помагаме на овој процес и ова не може да биде поинакво само вака како што јас го кажав и го кажат реални експерти што се бават со ова материја.
Господин Јакупи, ја ви благодарам за учеството во телевизија Република. Очекувам да се видиме некаде пред спроведување на изборите, да видиме како поминале овие прочистувања на тие 39.520 гласачи, да видиме и дали повторно ќе излезат некои други побарувања од Државната изборна комисија и на крајот да ги сумираме резултатите до оваа кампања за враќање на довербата кон избирачкиот список и воопшто изборниот процес. Вам ви благодарам за вниманието. Останете и со другите содржини на телевизија Република, како и на порталот Република. Пријатно.